Дозволете да кажам дека сметам дека граѓаните веќе се свесни дека еднаш беа прелажани и дека сега нема да дозволат тоа да се случи повторно. И во таа смисла Мартин е еден од фаворитите да победи во Куманово. Не само во Куманово, сметам дека сите кандидати на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се фаворити за победа, затоа што граѓаните веќе сваќаат дека имаат работа со луѓе кои што лажат, не исполнуваат, само лажни ветувања, само црни кампањи и никаква работа за граѓаните. Не знам како може да се надева Максим Димитриевски да победи. Така наречениот патриот излезе дека е лажен патриот, ќе се бореше против корупција, криминал, им седи во скутот на власта, ги поддржува сите политики на ВМРО, ДПМН. Се сведе на неговите лични интереси околу Лидл и сето тоа што го објавивме во јавноста. Мислам дека Куманово и граѓаните на Куманово, ако нешто не заслужуваат, тој уште еден мандат на Максим Димитриевски. Вашето очекување во однос на вашиот кандидат? Сметам дека Мартин е еден од фаворитите, а тоа ни го потврдуваат и дел од последните истражувања кои што ги правиме. Одлично е примен меѓу граѓаните. Едноставно Мартин е градски човек кој што може да влезе секаде. Тој е честен човек кој што нема никаква дамка во неговото претходно работење, било која позиција да е работел честно, професионално, исполнително, се во интерес на граѓаните. И јас лично земам одговорноста пред граѓаните на Куманово, дека и као градоначалник на Куманово ќе биде исто така. Може уште едно прашање за една актуелна тема. Од вчера почна линеарното исплаќање по 1000 денари за пензионерите, додека владата смета дека тоа е начинот на кој треба сите да добијат подеднакво. Дел од пензионерите се побунтуваат и велат дека не сите во исто време и со иста сума плаќање во пензионскиот фонд. Како би вашиот став и вашето гледање на тоа? На пензионерите сакам да им порачам добродојдовте во клубот на прелажани граѓани. Вие сте последната група на граѓани која што оваа власт ја прелажа. После работниците, на кои што платата им се намалува, просечната плата 3 месеци поред се намалува. После наставниците и лекарите кои што не гледаат ни денар зголемување на платата. После земјоделците на кои што им се укинаа субвенциите. После социјалната помош која што апсолутно никако не се зголемува, сега и пензионерите сваќаат дека се излажани. Да останеше нашиот систем на методологија за зголемување на пензиите, сега сите ќе добија повеќе пари. Оваа влада едноставно им ги зима и парите кои што претходно им ги зголеми. Да останеше нашиот систем, методологијата која што воведовме, со цел да има стабилно, гарантирано зголемување на пензиите, соодветно, сега 97% од вкупниот број пензионери наместо 1000 ќе земеат 2000 денари зголемување. Освен што го нарушија системот на зголемување на пензии со воведување на така нареченото линеарно зголемување на пензиите, го загрозија и работењето на фондот. Со тој начин, дупката во фондот, после исплатените претходни 5000 денари, од 30 се зголеми на 50%. Тоа значи дека пола од сумата на пари, која што државата исплаќа кон пензионерите, ја покрија владата. Едноставно нема пари во фондот. Ние таква дупка во фондот затекнавме 2017 година и постепено ја намаливме до 30%. Значи имавме систем кој што го зајакнува фондот и кој што гарантира стабилна исплата на соодветна сума на пари на пензионерите. Дополнително, овие 1000 денари се веќе изедени од инфлацијата. Пензионерите едноставно нема да почувствуваат ништо. Уште една лажна кампања излезе на виделина. Ние можевме да ветиме во 2024 година нема да има петки, има 6000 денари зголемување. Ма не е тоа работата. Не е работата да ги прелажеш и да ги излаеш граѓаните, треба да им кажеш како се работи во нивна корист и во интерес на државата. Не знам кај и во што ја гледа премиерот црната кампања. Еве он посегнува сега, го слушам вчера, повторно тие нивни напади, конструкции, измислени, приказни, Дубај, авиони, станови, камиони и така натаму. И окей, јасно е, човекот нема што да каже, нема ниту една
исполнета витоење нема ниту еден проект со кој што може да се пофали и посегнува по тоа. Ние не водиме црна кампања, ние кажуваме црната вистина во државата, која што дое како резултат на неговите политики. Ете тоа ние го правиме во овој момент.